Имаш ли ти много другарки? Имам неколку. А се карате ли? Се лутите ли една на друга? Понекогаш. Сакам да слушнеш една приказна. Слушам со внимание. Си бил еден човек и си имал 3 сина. Не бил ни много богат, ни много сиромашен. Имал толку, колку што му било потребно да ги исчува 3 сина. Од мали ги воспитувал своите деца да се сакаат, да си помагаат меѓу себе и секогаш да бидат заедно. Кога синовите пораснале, почнале да ги забораваат советите на својот татко. Почнале да се караат меѓу себе. Постојано се карале. За најразлични ситници. Првиот се скарал со вториот син затоа што таткото му подарил поубав, поскапоцен подарок. Вториот син се скарал со третиот син затоа што бил мрзлив, па чекал се наготово додека другите двајца работеле. Првиот син се скарал со третиот син затоа што многу јадел. Па нели биле браќа? Зошто толку се карале? Зошто де? Таткото ги гледал, ги слушал како се караат и како не се веќе сложни како порано и бил многу лут. Тој многу пати се обидел да ги наговори да се смират и да се почитуваат како порано, но никако не успевал во тоа. Браќата биле постојано скарани. Збор не си прозборувале со денови. Видел таткото дека зборовите не помагаат, па решил да им покаже колку е важна сложноста. Како им покажал? Што направил таткото? Ги повикал сите 3 синови и им рекол веднаш да донесат еден сноп прачки. Синовите зачудено се погледнале меѓу себе, не знаеле што се случува. Сепак го послушале таткото и донеле еден голем сноп со најтенки прачки. Таткото седнал до нив и им рекол: ајде сега, синови мои, да видам колку сте силни. Фатете го снопов од прачки, сите тројца, и пробајте да ги скршите. Синовите со часови се мачеле, се обидувале да го скршат големиот сноп прачки, но не успеале во тоа. И потоа таткото го одврзал снопот прачки и им ги давал на синовите прачките една по една. Тие многу лесно ги кршеле тенките прачки така, една по една. Тогаш таткото им рекол: синови мои, ако бидете заедно, како што беа прачките во снопот, ќе бидете несовладливи за секој непријател. Ако пак се карате, секој ќе ве скрши, како вие што ги скршивте овие тенки прачки. Синовите се замислиле, подразмислиле и се договориле никогаш и за ништо да не се караат. Оттогаш синовите биле сложни, за се си помагале и, што е многу важно, никој не им можел ништо. Ќе ми ја раскажам приказнава на другарките.